Постои исчекор во односите меѓу Бугарија и Македонија кој што може да доведе до деблокирање на македонскиот евроинтеграцијски процес, смета претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Според неа, решението може да се најде во директни средби меѓу политичарите од двете страни, на кои би се разговарало и преговарало за се што е на маса. Да, гледам деблокада, де процесот се распира дека зависи не само од нас, бидејќи ние покажавме невидена и нечуена кооперативност кога е во прашање нашата евроинтеграција. Мислам дека треба да се разговара, треба да се преговара. По моите сознанија има исчекор. Јас и во Аушвиц се видов со председателот на Бугарија. Меѓу нас има пријателски диалог и разбирање. Очекувам во директните средби да се разговара за можните решенија. Силјановска-Давкова ја искоментира и објавата на порталот Евроактив, каде што последните пораки од бугарската влада се дека Македонија нема шанси за нови директни разговори со Бугарија, со цел забрзување на евроинтегративниот пат. Според неа, потребна е добра волја меѓу двете земји, но и активни разговори, и тврди дека македонската страна ќе остане отворена за диалог со официјална Софија. Премиерот Христијан Мицкоски денеска кажа дека се уште немал контакт со новата бугарска влада, односно со неговиот колега Росен Желјасков, но очекува дека на маргините на безбедносната конференција во Михен, министерот за надворешни работи доствари средба со неговиот колега од бугарска страна. Бугарија на 16 јануари со гласање во бугарскиот парламент по подолго време доби нова редовна политичка влада, пошто се очекуваше Скопје и Софија повторно да воспостават преговори за олеснување на евроинтеграциите на Македонија. Претходно македонската влада често споменуваше дека основен услов за деблокирање на евроинтеграциите е формирање на редовна влада и надминување на изборната криза во Бугарија.